Веќе некое време сите оние кои што минуваат покрај зградата на општината имале можност да забележат дека во просторот пред стариот административен објект во тек се градежни активности. Сега не се гледа се, бидејќи местото согласно прописите е заградено и обезбедено, меѓутоа повеќето кривопаланчани веќе знаат дека се работи за новиот административно деловен објект во кој што ќе бидат сместени новите простории на општина Крива Паланка. Иако подготовките за градба и самите активности почнаа од претходно, во понеделникот на 16 јули официјално беше поставен и осветен камен темелникот на новиот објект. Во присуство на свештениците на Кривопаланечкото архиерейско наместништво, вработените во општината и други јавни претпријатија, но и повеќе граѓани, градоначалникот Арсенчо Алексовски и приватниот партнер Јовица Стојановски символично го означија почетокот на градежните активности. На неколкуте камења и малтерот фрлен во темелите им предходеше кратка богослужба во која свештениците ги благословија објектот, градителите и сите оние кои таму ќе работат или поради која било причина ќе влегуваат. Потенцираа дека сме далеку од паганските обичаи за жива жртва, па на нејзино место во темелот символично ќе биде вградена порака. Пред за секогаш да биде зацементирана, еден од свештениците ја прочита пред присутните. Денес понеделник 16 јули лето Господово 2012 на денот посветен на светиот маченик Јакин и преподобниот Анатолий, се извршува чиното светување и положување камен темелник за изградба на нов административно деловен објект од име Мала зграда. Чинот камен темелникот го осветија свештениците од Кривопаланечкото архиерейско наместништво. Идејното архитектонско решение на Иве Велиновски од Крива Паланка. Изградбата на овој објект ќе биде реализирана од Мијоли до Скопје и општина Крива Паланка, а собствено ќе биде на истите. Чинот камен темелник се извршува во време кога начело на нашата света и библиска македонска православна црква и архиепископот Охридски македонски Господи Стефан, а надлежен епархиски архиерей на Полошко-Кумановската ни епархија господин Кирил. Да се помолиме на Господа да ни го благослови започнатото дело, за да можеме во негова чест и слава со успех и во најкраток можен рок да го завршиме. Амин. Инаку идејата за овој проект е релативно стара, меѓутоа конкретното придвижување на работите почна пред околу една година, кога градот донесе одлука да склучи договор за изградба на објект преку принципот на јавно-приватно партнерство. Како најповолна беше избрана понудата на трговско друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги Мијоли од Скопје. Одговорните во општината оправданоста ја гледаат во фактот што повеќе делови од постојната зграда, како покривната конструкција, фасадата и инсталациите, биле дотраени, па самата интервенција на нив би чинела многу. Затоа се одлучиле за побрзиот начин да се дојде до долгорочно решение. Од друга страна, местото одбрано за градба предходно беше дотраена зграда на одделението за прекршоци. Првиот човек на Крива Паланка Арсенчо Алексовски уште еднаш потенцираше дека учествувајќи во проектот со локацијата и комуналиите, практично без денар инвестиција, општината и нејзината администрација добиваат нов, модерен и репрезентативен дом. Мислам дека реално и за волја на вистината ова е после подолго време интервенција во општината околу општинската зграда. Имавме една стара, руинирана зграда, направивме договор за јавно-приватно партнерство, ги помина сите законски процедури, направивме се како што треба, направивме убав проект и го реализираме почетокот на проектот, денеска е камен темелникот, на јавно-приватно партнерство во кое ние како општина од оние 150 квадрати кои ги имавме руиниран простор каде што течеше од сите страни, ќе добиеме околу 475 метри квадратни нов деловен простор. Повторно ќе кажем, без да вложиме ниту денар пари. Значи, мислам дека ова е еден добар проект, ова е еден добар бенефит за општината, ги подобруваме условите за работа. Јас неколку пати имам кажано, доколку тргнавме да го смениме само кровот на старата зграда, требаше да вложиме околу 30.000 евра. Ние, вака, без да вложуваме пари, добиваме нови 475 метри квадратни. Инвеститорот, односно приватниот партнер, добива околу 520 и нешто метри квадрати, така да сметам и ценам дека ова е еден убав проект за општина Крива Паланка. И на крајот на краиштата ќе го промени изгледот на овој дел на градот. Значи, со самото ово ние ќе добиеме нов плоштад овдека, еден мини плоштад каде што ќе имаме амфитеатрално влегување во општината. Ќе имаме померување на споменикот поназад и
и доаѓа еден убав простор кој може да се користи како втор плоштад на нашата општина. Ја мислам дека во текот до крајот на другата година би требало тога да се заврши, може би и порано. У секој случај инвеститорот е позаинтересиран да го заврши овој објект, затоа што побрзо да го заврши, тоа побрзо ќе ги реализира своите пари и ќе може да ги продава тие простори и сето. Ние сме поврзани и ние сме во интерес да се заврши побрзо. Според некои негови прогнози тој планира до крајот на годината да биде подигнато, да биде 70% завршено. Сега да оставиме на времето, не би сакал да шпекулирам, да оставиме на времето како ќе биде, што ќе биде. У секој случај мислам дека важно почнавме, ќе се работи, важно е дека еден ден ќе добием крајниот рок, значи во самиот договор е 3 години, но и на него не му се исплати тоа да биде за 3 години. Споменавте дека ќе има дошта измени тука, амфитеатрално влегување, ќе има нов плоштад. Дали ќе опфати проектот и реновирање на старата општинска зграда? Па да, дел од тоа, од самиот овој проект има и реновирање на старата општинска зграда, промена на инсталацијата, затоа што инсталацијата ни е навистина дотрајана, имавме неколку пати и мали хавари во однос на во зимскиот период кога имаме поголемо трошење на електрична енергија, во канцелариите се стават печки и имавме неколку пати да ни се запали таблата и таа целата инсталација ќе смениме. Според изготвената студија, приватниот партнер во новиот објект ќе инвестира околу 550.000 евра. Предвидено е зградата да зафаќа вкупна површина од 1012 метри квадратни, од кои на инвеститорот за деловни потреби ќе му останат 551 метар квадратен во сутеренот и во приземјето, додека другите два ката ќе бидат преотстапени на општината. Со реализацијата на овој проект, локалната самоуправа од сегашните 150 ќе се пресели во простор од дури 470 метри квадратни, со што ќе се реши долгогодишниот просторен проблем за обезбедување на услови за работа. Повеќе детали за идејното решение ни представи предводникот на тимот проектанти Иве Велиновски. Како тим работевме повеќе инженери од повеќе области, секој по своја струка, го изработивме проектот и да речам сега тече со одредена динамика како што треба да се реализира. Објектот се реализира според очекуваното, да речам ги задоволува потребите според правичните определени работи, значи да се реализира административно деловен простор, со тоа што административниот простор кој што е за потребите на општината е на првиот кат и вториот кат, а потребите за деловниот простор кој што се на приватниот партнер припаѓаат значи на сутеренот и приземјето. Значи со новиот објект се задоволува потребата на општина од постар објект кој што е руиниран да добие нов објект со поголема квадратура кој што ќе биде нов израз, нов изглед на општината, значи нова организација на самите работни простори со што ќе се задоволи современата потреба на секоја општина. Велиновски, градоначалникот спомена дали ќе опфати ова и некое партерно уредување околу самите објекти и дали ќе има реновирање на старата општинска зграда, до кој степен тоа би зафатило? Значи со проектот е предвидено изградба на нов објект, административно деловен, значи со сутерен, приземје и два ката, ќе се изврши реконструкција и мостовско поврзување на двата објекта со нова настрешница пристапна и контролиран влез за двата објекта. Партерното уредување ќе биде околу новиот објект, но се изработува втор проект за партерно уредување пред општината со нов плоштад кој што ќе биде во натомашна реализација откако ќе се обезбедат средства. Вие повеќе сте задолжени за идејата, реализацијата останува на градежното предпријатие, сепак дали сте запознаени со динамиката која очекувате да се движи, кога би можеле граѓаните да ја видат барем контурите на оваа зграда, ако не и целосна зграда? Значи контурите ќе излезат за неколку месеци, а реализацијата да речам крај на оваа година дефинитивно треба да имаме целосен изглед на објектот, со што би се потоа преминало кон внатрешно уредување на инсталации и опрема. Многу и пожелувам што побрзо отворање. Се надевам дека ќе биде брзо реализиран. Речиси сите кои на кој било начин се запознале со идејното решение уверуваат дека многу брзо нашиот град ќе добие модерна и функционална зграда, како и придружен простор со кој кривопаланчани ќе можат да се гордеат. Останува да почекаме затоа што одговорните велат и контурите на објектот ќе почнат да се надзираат многу брзо, а нема да се одолжи ниту финалниот производ.